Група средношколци од средното училиште Ванчо Прке во текот на месец март ќе бидат главни промотори и едукатори на историско значење на ликот и делото на девојчето, жртва на Холокаустот Ана Франк. Ана Франк, историја за денешнината е насловена изложбата која од викендов е отворена во галеријата Венеција, а на која преку 39 панели се раскажани најбитните моменти од животот на Ана Франк. Анели Мари, Ана Франк, била германско девојче од еврејско семејство од градот Франкфурт, која што стекнала светска слава благодарение на своите дневници во кои се опишала германската окупација на Холандија за време на Втората светска војна. Дневникот, кој што е бил даден на 13-тиот роден ден, представува хронологија на настаните од тој ден па се до 1 август 1944 година. Дневникот е преведен на многу јазици, а станал и многу популарен меѓу читателите. Стилот на кој што е напишан е добар, а темата на дневникот представувала инспирација за повеќе филмови. Со својата слава Ана Франк станала една од најчесто споменуватите личности од жртвите на Холокаустот. Ова изложба представува збир од 39 изложбени панели, меѓу кои и 7 панели се од македонскиот контекст, односно Втората светска војна во Македонија до ден денес, од тој период до ден денес. Овие панели, мислам до 31 панел се светски панели и насекаде во било која држава од светот каде што патува изложбата на Ана Франк, на јазикот кој се збори, кој се говори во таа држава, истата содржина се пренесува. Виница е 21 град во Македонија каде што ја поставиме изложбата Ана Франк, историја за денес. Во Македонија изложбата за прв пат се отвори во јануари 2016 година во Министерството за надворешни работи. Тоа што сакам да го напоменам дека во овие 21 град во Македонија изложбата е посетена од околу 20.000 граѓани и граѓанки на Македонија. Спецификација или нешто попосебно што ја прави ова изложба е дека водичи на самата изложба се млади средношколки и средношколци кои поминуваат обука да ја презентира целата изложба и на крај да се поттикне интеракција, да се поттикне. Како што рече организаторот на изложбата Фари Хисеини, целта во оваа изложба, која беше отворена 2016 година, е да се даде почит на сите жртви на Холокаустот, вклучително и на 7144 евреи од Македонија, кои во 1943 година биле депортирани и екстерминирани во логорот Домот на културата Тоша Арсов. Во оваа изложба ја реализира во соработка со музеот Куќата на Ана Франк од Амстердам, како со Младинскиот образовен форум од Скопје.